Горан Момировски во Дневникот за стравот од можни напади. Горан, се виде синоќа дека и кај германците веќе има голем страф од тероризмот. Па да, може би не може да се забележи поголемо присуство на полицијата по германските улици, зборувам сега за Берлин, и тоа сепак како да се чувствува воздухот еден страф кој што не е карактеристичен за Германија, каде што рано наутро пред 7 часот во зима е темно, може да забележите како деца од 7-8 години сами со велосипед одат на училиште. Германската канцеларка Меркел смета дека откажувањето на вчерашниот фудбалски натпревар меѓу Германија и Холандија бил одговорен чек кон националните власти. Таа ја брани оваа одлука. На социјалните мрежи беше силно критикувана дека настанот кој што требаше да биде символ и порака до терористите дека Европа не се плаши, сепак всушност овој настан се претвори во на некој начин победа за ИСИС, откако поради страф од инциденти мечот не се одигра. За стравот придонесува неколку фактори во Германија. Еден од нив е министерот за внатрешни работи Томас де Мазиер, кој што заедно со Меркел од Хановер се врати без да го следи мечот. Тој тврди дека и покрај стравот сите инциденти, од стравот од инциденти, сите настани што се одржуваат во Германија, како традиционалните божични панаѓури, ќе продолжат без никакви забрани за јавни собери, и тоа тој воедно денеска пред медиумите дополнително на некој начин го зголеми овој страф, откако кажа дека нема да открива детали за вчерашниот инцидент и вчерашните можни последици, само за да не предизвика страф и паника германските граѓани, се разбира со тоа внесе дополнителна загриженост кај германците. Друг фактор е, например, шефот на германската разузнавачка служба BFV Ханс Георг Масен, кој денеска предупреди дека и Германија е цел на ИСИС. Според него, доколку исламската држава може да ја нападне Германија, таа ќе го стори тоа затоа што земјата, како и другите западни сили, е нивна цел. Загриженоста на Масен денеска пренесена преку медиумите сигурно ќе предизвика и други последици по начинот на кој што досега германците и туристите ги менуваат деновите пред новогодишните празници. За сега најголемата опасност се гледа во одржување на така наречените божични панаѓури, каде што секојдневно до Нова година се собираат стотици илјади луѓе, а кои што објективно не може да бидат обезбедени како што тоа се прави во државните институции. Лидија? Така, Горан, сигурно тука ќе бидат и преполните трговски центри и така натаму, а според аналитичарите и ваквите закани несигурноста може пред престојните избори во повеќе европски земји да ги доведе на власт ултрадесничарските партии. Што мислиш ти за тоа? Па последната анкета која што вчера беше објавена овде во Германија покажува дека десничарските евроскептици, крајната десница во Германија, партијата Алтернатива за Германија доби рекордна поддршка од 10,5% меѓу гласачите, односно 25%, една четвртина повеќе од просекот на рейтинг што го имаше во последниве 5 анкети, кога добиваше максимум 8,7% поддршка. Тоа е знак дека во Германија, каде што крајната десница станува трета по сила политичка партија, иако не може објективно да дојде наскоро на власт, сепак мора да се менуваат работите доколку Германија како најбогата, највлијателна земја на Европската унија може да се надева на долгорочна стабилност. Рейтингот на партијата АФД, Алтернатива за Германија, која што во Франција свој пандан има во националистите на Ле Пен, или во Британија на УКИП на Најджел Фараги, на почетокот на годинава имаше само 5%, а сега пред се поради стравот кај германците од бегалската криза, од бегалците се зголемил за двојно повеќе. Тоа доволно говори колку е сериозна ситуацијата не само во Германија, во сите земји во Европа, како што кажа и ти, дека на власт би можеле да дојдат или да зајакнат партија од крајната десница кои што дополнително ќе предизвикаат анимозитет помеѓу традиционалните умерени европски вредности и странците. Да потсетам само, во Германија од почетокот на годинава има над 550 напади врз бегалски центри, колективни центри за сместување на бегалци, каде што најголем дел од луѓето се муслимани. Да не забораваме дека Пегида, движењето за против исламското влијание во Европа, кое што во средината на март практично се распадна, сега повторно успева во Дрезден и во другите германски градови да собере десетици илјади луѓе. Лош сигнал на кој што ќе мора да поработат не само германските, туку и генерално лидерите во целата Европска унија.